Со специјална полициска придружба, ротирачки светла, расчистување на патот, македонската полиција ќе го обезбедува конвојот од 40 на возила со околу 150 бугари кои би требало на 4 февруари да ја минат границата на Деве Баир. Специјалниот третман ќе трае се до црквата Свети Спас во Скопје, а ќе продолжи за време на одбележувањето на годишнината од раѓањето на Гоце Делчев, се до нивното враќање во Бугарија. Нејзиниот председател Виктор Стојанов за Алфа ветува дека немале да предизвикуваат никакви инциденти, туку дека доаѓа да изразат, како што велат, уважение на гробот на заедничкиот револуционер Гоце Делчев. Във връзка сме с полицията в Скопие. Тя ще окаже съдействие, за да няма инциденти и за да може всичко да е организирано и планирано, така че сме уведомили и полицията в Скопие за броя на автомобилите, за броя на хората. Както казах, около 150 автомобила, 150 хора ще бъдат, може би около 40 автомобила, 30 и няколко. Няма да има автобуси. Од Министерството за внатрешни работи за Алфа потврдуваа дека ќе има посебен режим за бугарските државјани, согласно правилникот за обезбедување на личности. Тоа би значило дека тие ќе имаат своевиден VIP третман како странските делегации и достоинствениците кои доаѓаат во Македонија. Согласно упатството и правилникот за обезбедување на личности, Министерството за внатрешни работи во рамки на својот делокруг на работење заради одржување на севкупната безбедносна состојба преку командно-оперативен центар ги презема сите потребни мерки и активности со цел обезбедување на делегациите и одржување на севкупната безбедносна состојба. Министерството за внатрешни работи апелира до сите граѓани за достојно чествување и одбележување на денот на раѓањето на Гоце Делчев. Виктор Стојанов тврди дека немаат намера да предизвикуваат инциденти. Токму неговата контроверзна фондација Македонија во изминатиот период беше главен провокатор, промовирајќи ставови дека Македонија е бугарска, дека македонскиот јазик не постои. Објавуваа карти од Сан Стефанска Бугарија, каде Македонија и Бугарија се без гранична линија, делеа контроверзни флаери, лепеа плакати со македонското и бугарското знаме претопени заедно, на кој пишуваше еден народ сме. Стојанов и сега продолжи во свој стил, упати и покана до сите државјани на Македонија да дојдат во Софија на чествувањето на цар Самуил, како и чествувањето на Гоце Делчев следната година да биде во Бугарија. Искам да отправя покана и към македонците в Македония, в Скопие, в другите градове. Добре дошли са в България, когато се чества царът Самуил, нашия общ цар, когато се чества Гоце Делчев на следващ път. Добре дошли са в България, в София и с македонски знамена на държавата Северна Македония и с уважение заедно двата народа да почитаме нашите общи герои. Како што Алфа веќе објави, гробот на македонскиот апостол за прв пат по 80 години е под полициска опсада. Специјалци веќе 3 дена проверуваат кој влегува и кој се приближува до црквата Свети Спас.